Почитувани гледачи, добро вечер. Еве сме со уште едно издание на дебатната емисија, во која вечерва тема на разговор ќе ни биде квалитетот на услугите кои ги нудат институциите на граѓаните на локално ниво, а за таа цел гостини се представници на невладината организација КХАМО Делчево, господин Зоран Биковски, дипломиран социолог, а воедно и програмски координатор при оваа невладина организација, како и госпоѓата Анита Цуневска, координатор пак на годишната програма за работа на невладината организација КХАМ. Добро вечер и добро дојдовте и благодарам пред се што се озвавте на поканата на оваа дебатна емисија и да кажеме дека оваа емисија поточно е дел од реализацијата на самата годишна програма на вашата невладина организација, која е поддржана од програмата Civica Mobilitas, имплементирана од ЦИРА и финансиски поддржана од SDC, Швајцарската агенција за развој. Веднаш ќе стартуваме со првото прашање, каква е потребата од мониторинг во врска со горе спомнатата тематика. Добро вечер на гледачите на Д1 телевизија. Како што спомнавте, оваа активност е дел од реализацијата на годишната програма на невладината организација КХАМО Делчево за 2011 година, а потребата од мониторинг врз работата на институциите се појави се со цел да се измери транспарентноста на работењето на самите институции, компетентноста на вработените во институциите, постоењето на партизацијата или непотизмот во самите институции, како и квалитетот на услугите што институциите на локално ниво ги даваат на граѓаните на општина Делчево. Ова е се со цел да се зголеми пак граѓанското учество, односно да се постигне поголема транспарентност и отчетност на самите институции во поглед на информираност на граѓаните, во поглед на давањето на поголем степен на квалитетот на услугите. Активноста која што ја спроведовме, односно анкетата што ја спроведовме, најпрви за таа цел се обучија 6 лица анкетари, односно волонтери, кои што поминаа обука. И воедно на тие 6 лица се презентираше закон за волонтерство и закон за слободен пристап од информација од јавен карактер и заедно со едукаторите и волонтерите се направи анкетниот прашање кој што го одобри тимот на КХАМ. Потоа се изврши, односно се информира институциите за вршењето на оваа активност и се достави до нив информација дека анкетата е во склоп на реализација на годишната програма на КХАМ и со мониторингот воедно се сложи и самите институции. Господин Биковски, за таа цел кажете ни кој и како беше мониториран во текот на оваа година? Добро вечер и од мене. Значи, мора да кажам дека ова не е некој си мониторинг со цел ние да осудиме институциите дали тие даваат компетентни услуги, да измериме задоволство со цел да критикуваме, туку беше еден активен мониторинг се со цел да се подобрат услугите што ги даваат институциите на локално ниво. Како целна група или целни институции на кои што го посветивме мониторингот беше Општинскиот центар за социјални грижи Делчево, локалната самоуправа со незините единици и Фондот за здравство. Меѓутоа се укажа потреба дека има потреба да ги следиме и другите институции согласно нашите програмски определби и затоа го зголемивме мониторинго или го проширивме мониторинго исто и на здравствениот дом Делчево или Гоце Делчев како и да се вика и на работењето на трудовиот инспекторат затоа што покрај анкетите и другите техники што ги користевме ние прибиравме и мислења, критики и жалби од граѓаните за нивните проблеми. Излегувањето на терен на самите анкетари беше спроведено на тој начин што најпрво беа обучени, како што рековме, при што тие во критичен ден ги следеа граѓаните како ги остваруваат своите права во институциите и истите беа анкетирани за задоволството од добиените услуги. Во рамките на работењето на здравствениот дом Делчево, ние пруштивме барања за информација од јавен карактер, се со цел да го мониторирање користењето на здравствениот буџет на здравствен дом Делчево, односно како се имплементира програмата за мајки и деца и степено на имунизацијата. Во областа на трудовиот инспекторат ги прифаќавме жалбите и поплаките, истите ги доставувавме до трудовиот инспекторат, кај што можеме да кажеме дека поминавме најлошо, меѓутоа затоа малку подоцна за самите резултати, значи сите овие техники што ги применивме со цел да ги мотивираме институциите да бидат потранспарентни, поотворени и да пружаат поквалитетни услуги за граѓаните. Затоа и самиот мониторинг беше поделен на два дела, значи негде во јуни-јули започна со мониторингот. Имавме прво, ако се сеќаваме, соочување со институции и наша презентација за
на крајот повторно да сумираме што е тоа што се случуваше во текот на целата година. Дека не вршевме скриен мониторинг, доказ и тоа што самите институции беа информирани дека се мониторирани, значи ние не сакаме да казнуваме, него сакаме да ги охрабриме, да бидат потранспарентни, поотворени и верувам дека со тоа ние придонесовме да имаме подобри услуги на локално ниво. Така, тој мониторинг сигурно има и своји резултати, да ни кажете нешто за самите резултати. Да, по завршувањето на анкетата, тимот на ХАМ ги сумираше резултатите, направи анализа за проценка на квалитетот на услугите. Анализата можеме да ја презентираме на гледачите, односно анализата се вршеше на квантитативен начин, бидејќи мислевме дека поприфатлив за самите гледачи ќе биде нумеричкото представување на резултатите. Можеме да испрезентираме дел од прашањата и да ги кажеме резултатите. Значи, на прашањето дали сметате дека службеникот беше љубезен кон вас, 69% од испитаниците одговорија со да, делумно беше љубезен со 18% и не беше љубезен 13% од испитаниците. На прашањето дали службеникот ви посветил внимание да го решите случајот, одговориле 71% од испитаниците со да, и воопшто не ми посвети внимание 17% и ми посвети, но не доволно 12% од испитаниците. На прашањето услугата од службеникот ќе ја добијам на начин ако забележи дека знам што барам, одговориле 49% од испитаниците. Ако отидам со препорака, 13% од испитаниците, ако му однесам кафе, сок и слично, 4% од испитаниците, ако љубезно го замолам за услугата, 32% од испитаниците и не знам на кој начин дали одговор 2% од испитаниците. На прашањето дали ја добивте потребната услуга за која сте дојдени, одговориле 132 испитаника на ова прашање, со да ја добив бараната услуга 70% од нив, не ја добив услугата 17% и делумно ја добив бараната услуга 11%, а со друг одговор дале 2% од испитаниците. На прашањето кој службеник најмногу ви помогнал, најмногу и најсоодветно ви излегува во пресред на вашите барања, 74% од испитаниците го посочиле директно службеникот или институцијата, никој или ни еден дале 21%, а нема одговор 5%. На прашањето, значи, најчесто службеникот дека најсоодветно излегува пресред на вашите барања, значи рековме дека испитаниците директно посочиле службеник или самата институција. Кога ги анализиравме податоците, сумиравме збирни резултати во однос на институцијата. Така дојдовме до резултат дека Центарот за социјални работи Делчево доби 41 глас, Фонд за здравствено осигурување 42 и локална самоуправа 21 глас. На прашањето што за вас представува институција? Значи 48% одговориле дека тоа е место каде се добива добро работно место и добра плата. 21% одговориле дека тоа е место каде се вработуваат партиски луѓе. 19% од испитаниците кажале дека место каде што треба да добиете соодветна услуга и 12% се одлучиле за нешто, за некој друг одговор. На прашањето дали некој ще се пожалиле на решението или одговорот од институцијата или службеникот, 75% од испитаниците кажале дека не се пожалиле, 24% дека се имат пожалено, а 1% кажале дека не се сеќава дека некојаш поднеле таква жалба. На прашањето доколку сте се пожалиле и кому сте се обратиле, 70% од испитаниците одговориле кај директор, раководител или одговорно лице, 3% кај народен правобранител, 6% од испитаниците одговориле кај невладена организација и на друго место одговориле 21% од испитаниците. На прашањето дали сте чуле за Законот за пристап до информација од јавен карактер, 53% одговориле дека не чуле, дека немат чуено и 47% одговориле дека имат чуено за овој закон. На прашањето дали сте го користеле правото да поднесете барање за информација од јавен карактер, 72% од испитаниците кажале дека немале потреба од вакво барање, 23% дека го имат искористено правото
и само 5% дека не го користеле бидејќи не сакат да си создаваат проблем со институцијата. На прашањето како можеме да ја подобриме работата на институциите, 42% од испитаниците рекле дека преку вработување на љубезни и соодветно образовани кадри. 22% одговориле дека преку строги казни за службениците кои не ги исполнуваат своите обврски, 20% преку обуки за професионализација, 10% од испитаниците рекле дека не знаат, а 6% како дале одговор во стилот да нема партиски вработувања преку контрола, казни, затвор и така натаму. Така, во делот од анкетата видовме дека нема и некој особен интерес за граѓаните за информација од јавен карактер, сепак кој ќе биде бенефитот на самите граѓани и задоволството, можеби кој ќе го имаат ако... Јас велам дека главен бенефит е дека е подигнена свеста како кај институциите, така и кај граѓаните. Институциите дека се должни, дека се сервис на граѓаните, дека се финансираат од даноците од граѓаните и дека тие мора да пружат услугата на граѓаните, а граѓаните дека имаат своји права, дека имаат право да бидат информирани и имаат право да знаат. Одговорите дека не сум должен да ти ја завршам таа работа, веќе не може да оди и тоа треба да знаат институциите дека тие мора да одговараат на сите прашања на граѓаните. Не случајно постои закон за слободен пристап до информации, меѓутоа најтрагично е кога го користиме законот за да добиеме информацијата. Значи, граѓанинот е тој што мора да ја добие услугата за која што плаќа. Ако не плаќа директно, плаќа индиректно. Токму заради тоа, институциите мора да бидат поотворени. Преку оваа анкета или преку овој мониторинг ние ги охрабруваме да бидат поотворени. Значи, од самата анкета, како што кажавме, истата се прошири, ние додовме до сознание дека за некои институции воопшто не ни знаеме што постојат на локално ниво. Веќе гледаме дека некои работи се поместуваат. Значи, за прв пат веќе слушнавме пред 2-3 дена дека бизнис центарот, што требаше да постои од пред 2-3 години, за кои се добиени средства, дека од февруари или март ќе започне да работи. Ако пред 3 години кога правевме мониторинг и истражување на тоа колку луѓето се запознаени со законот за еднакви можности и дека постои комисија на локално ниво, веќе тогаш беше одговорот дека 96% не ни чуле, еве веќе гледаме дека комисијата полека излегува. Она што е трагично е се уште дека комисиите и институциите се уште се затворени и постојат сами за себе. Доказ за тоа е што ние, ако се сеќаваме преку телевизија Делчево неколку пати најавивме, поднесовме барања за ИТН состанок со комисија за еднакви можности за разгледување на состојбите со трудовата експлоатација и работењето на трудовен инспекторат, не добивме одговор. Воопшто не добивме одговор или добивме еден символичен одговор дека да, нашите идеи ќе бидат прифатени во рамките на програмата на комисијата. Такви одговори граѓаните не заслужуваат. Преку овој мониторинг ние ги идентификувавме и проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Значи проблемите што ги мачат граѓаните се партизација, затвореност, непотизам. Не држат одговорите на луѓето што ги водат институциите или ја водат локалната власт, дека доколку има проблем можете законски да си го створите правото. Тоа не е етички. Значи, секогаш раководителот е одговорен за институцијата и ја представува институцијата. Доколку институцијата е затворена, и со таквите одговори што ги дава дека да, правно ќе може да ги добиете, значи граѓанинот не ја добива услугата. Јас верувам дека сега колешката ќе каже која е најдобрата институција и најпофалената институција од наша страна, односно од страна на самите граѓани. Така, во продолжението ми беше и прашањето, која е таа токму институција и што КАН сработи во 2011 година? Па според анализата на резултатите од анкетата, Фондот за здравствено осигурување Делчево се покажа како институција која што е поотворена во однос на граѓаните, дава подобар квалитет на услугите на граѓаните и затоа граѓаните се одлучиле значи токму да го дадат својот глас на Фондот за здравствено осигурување. Што не значи дека другите институции се некој скалило подолу, меѓутоа Фондот за здравствено осигурување врз основа на нашите анкети, врз основа на нашите анализи се покажа како институција која што е примат во однос на другите. Така, сега она што се однесува на вашата работа во 2011 година, имаше ли тука голем број на активности? Да.
уште нешто само да кажам, да го изразам задоволството пак на анкетарите во однос на тоа како беа примани во институциите, во однос на тоа дека тие се благодарни што институциите се вработените во институциите се работуваа со анкетарите. И да го изразам и задоволството од страна пак на граѓаните, од страна на анкетарите во однос на граѓаните што дава објективни одговори на анкетите. Она што КАМ го сработи во 2011 година на организацијско ниво, ако се мисли, значи се изврши пререгистрација на организацијата, се направи една нова структурна поставеност, се ревидирани организацијските правилници, деловници за работа, се донесоа нови правилници за финансово работење. Пак како резултат на лобирањето, застапувањето кај градоначалникот со установците со локална самоуправа, се реализира и низа активности од локалните акциони планови од декадата на ромите, а се со цел подобрување на животот на ромската заедница. Преку низа јавни дебати, телевизиски дебати што ги одржавме, исто така мислиме дека ја подигнавме малку свеста кај граѓаните во однос на нивната партиципативност за учество во донесување на одлуки од јавен карактер преку дебатата што одеше кај вас, преку јавната дебата за отворен општински буџет и така имаме низа програми од областа на образованието, од областа на здравството, што се активности што се во тек и ќе продолжат во наредната 2011 година. Токму денеска имаме подпишување на договор исто со Цивика Мобилите за продолжување на програмата и во 2012 година и се надеваме дека преку реализација на исто така на ТВ емисии, ТВ дебати ќе можеме да реализираме низа активности што ќе помогнат и ќе допринесат за подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Така, рековме дека преструктурирањето е направено, може ли тоа да резултира со нови конкретни заложби и во 2012 година? Се разбира, мислам дека оваа година беше многу важна за НВО-КАМ, значи веќе е поставено едно повисоко скало, многу добро знаеме која ни е целната група, за кого работиме и како ќе продолжиме. Оно што е сигурно е дека продолжуваме со активни проекти за да се добие подемократски амбиент, значи продолжуваме со мониторингот на институциите, ќе бидеме уште поотворени за граѓаните. Граѓанинот треба да знае дека ние постоиме за него и ова што го направивме со мониторингот на нас ни беше една добра лекција што е тоа што треба да сработиме во 2012 година. Значи во 2012 година ќе работиме највеќе со тие што беа најзатворени. Се со цел да ги отвориме. Значи помина веќе тоа време кога работевме со подобрите и ни беше полесно за да ги мотивираме да одат напред. Оние што се најзатворени ние мора да ги отвориме. Како тоа ќе го направиме? Ако е проблем младинската политика во Делчево, значи немаме вработување за млади или нема перспективност за млади, ние ќе ги мотивираме. Канцеларија за локален економски развој, канцеларија на градоначалник, бизнис центарот, агенција за вработување, да се креираат програми на локално ниво, бидејќи мора да бидеме свесни. Локална самоуправа доби нови надлежности во сферата на вработувањето. Помина тоа време само ставање на асфалт, тревки и така натаму. Значи мора веќе да се оди чекор напред. Ако е проблем трудовата експлоатација во Делчево и ги не демотивира младите, ние мора да работиме на тоа поле. Значи ќе го повикаме градоначалникот ако треба и неговите советници секоја сабота да издегнеме на терен да видиме дали работат луѓето или не работат луѓето во сабота, бидејќи таму работат повеќе од 1000 жени во текстил, во градежништво или кај и да е. Трето, ако приметуваме и ако забележуваме дека очигледно е дека институциите се наклонети према политичките партии и се под нивно влијание, ние, наша прва заложба, прва иницијатива во текот на јануари 2012 е ќе испратиме покана до советниците од политичките партии застапени во Советот, бидејќи Комисија за еднакви можности не сакаше да инициира состанок, со заклучоци додиме на Совет, директно преку политичките партии да се инициира состанок во рамките на Советот. Така. Доколку граѓаните имаат своји потреби, иницијативи, ние сме отворени. Значи, покрај тековните програми и проекти, нема потреба да постојат некогаш пари за проекти или било што. Потребно е желба, потребно е ентузијазам и ние ќе ги охрабриме граѓаните да дојдат во КАМ и заедно да ги решаваме проблемите. Ќе биде ли освен ова, ќе има ли и други желби и можности на КАМ во наредната година?
Па како што реков, КАМ продолжува, значи со исто темпо, со реализација на програмите, како што реков, Civica Mobilitas, програмите од здравство, РЕФ проектот за добар почеток, каде што се вклучени деца роми од 0 до 6 години, инклузија на деца роми во јавните предучилишни установи, истото во тека реализација на тој проект и во 2012 ќе продолжи, каде што се вклучени деца роми од 3 до 6 годишна возраст. Во здравствената програма може колегата повеќе да каже што е тоа што се работи и што ќе се работи во 2012 година. Тоа ми е прашањето, што ќе се реализира поточно во 2012. Во 2012 година како програмски координатор за здравство, значи ќе се продолжи да се работи на програмата за поттикнување на имунизацијата, меѓутоа и на правилна имплементација на програмата за мајки и деца од една страна и програмата за пружање медијација или помош од страна на работници кај нас во самата организација, доколку постојат повреда во сферата на здравството, повреда во пристапот до здравствените институции за граѓаните роми, но и за останатите маргинализирани групи. Ние најавуваме и други проекти и сум сигурен дека ќе ги оствариме, меѓутоа да причекаме малку за нив. Она што ми е желба за 2012 година е дека ќе имаме многу подобра клима во Делчево, не само клима со дождови и снегови, него клима демократски амбиент во кој младите ќе останат во Делчево, младите ќе бидат заинтересирани да дојдат да се развиваат во Делчево, дека ќе дојдат инвеститори што ќе отворат работни места, значи помалку проблеми за граѓаните, за ние да работиме на нивни посреќен развој. Она со што се гордеам во 2011 година е, мора да ги пофалам и институциите до некаде, значи имавме успешна година во која имавме проект инклузија на деца роми, успешна година каде што со Агенција за вработување се вработија неколку роми, успешна година каде што институциите покажаа капацитет дека не се партизирани до крај, туку дека тие постојат за граѓаните. Јас се надевам дека тоа ќе биде најмалку 2 до 3 скала на повисоко ниво во 2012 година. Она што е наша желба е да ви посакаме плодна и успешна работа во оваа година која е на самиот праг и да ви посакаме се најдобро. Благодарам. Среќна нова година и на сите граѓани на општина Делчево. Почитувани граѓани, ќе ви честитаме и ние новата 2012 година. Нашата следна дебатна емисија е во петок во 20 часот, а тема ќе не биде дискриминацијата. До нашето наредно издание. До гледање.